Предпоставам ќе се согласите со мене кога кажам дека сите сме склони кон заборав. Да забораваме работи. Колку пати ви си има случајно клучевите да ги оставите на место кај што не може да ги најдете? Па ќе прашате некој по дома да не ги види клучевите, не знам дали од станот, дали од куќата, дали од колата, што и да е. Некој пат не се случува да го заборавиме телефонот некаде. И одма тој што е најблиско до нас ќе речеме, може да ми титнеш, да ми звониш, па да го слушам телефонот, па да видам кај се наоѓа. Некој пат ќе им речеме на луѓето, во гужва сум, ќе ти звони некој телефон, во гужва сум, ќе ти се јавам, ќе се слушнеме. И му се јаваш после, у најдобар случај после неколку денови, у најлош случај никој пат. Колку пати ќе се видиме со некој на улица, ќе речеме, кафе мора да пиеме. Ајде, ќе ти звонам, пиши ми на Facebook, ќе се видиме, ќе седнеме, ќе правиме ова. И такви мовити скоро, такви средби скоро никој пат не се случуваат. Зошто бидејќи сме склони кон заборав? Некој пат се случува во црковен контекст, ако можам така кажам, во христијански контекст, некој ќе има некаков проблем во животот. И ќе рече, брат, сестро, ми треба молитва. И ние ќе речеме, важи, ќе се молам за тебе. И би се случило никој пат да не се молите кога ќе речете така? Онака, ајде искрено да бидеме. Сите ќе речеме, да, јас се молам за сите што им ветувам. Ја многу пати ми се случило, за жал, не се фалам со ова, ама многу пати ми се случило, ќе речем, важи, ќе се молам, ќе го имам ова молитва, ни молитва, ни ништо. И во последно време што се обидам јас да го правам, иако не секој пат ми успева, ама што се обидам јас да го правам за да се борам против ова појава на заборавање, ако можам така кажам, и ќе земам телефонот и ќе почнам да фаќам белешки. Пример, ако му кажам некој дека треба да му се ако треба да му се јавам на некого, ќе земам, ќе отворам белешка и ќе го запишам името на личноста. Толку. Ако треба да пишам мејл на старешините, без разлика дали е за некој состанок или е за планот за проповедање кој што треба да го правиме секој месец, ќе пишам само старешини, проповед, мејл, ништо повеќе. Инаку ќе заборавам. Знам дека не е идеално. Знам дека идеално е не е идеално да запишуваме, идеално е да памтиме. Ама реалноста е дури и научно да кажам дека овие паметни телефони не направија толку многу паметни. Бидејќи веќе порано колку пати се сети некој повеќето од вас сте повозрасни од мене, сме памтеле телефонски броеви, сме ги памтеле броевите. Сега веќе не ги памтиме. Зошто? Бидејќи имаш паметен телефон кој што ќе памти наместо тебе. Нели? Ама нашата меморија и нашето памтење се намалуваат затоа што има некој друг да памти за нас. Во школа не учеа, нели, како мали растевме со идејата паметниот запишува, глупавиот памти. И јас се обидам според тоа правило да живеам, како што ме учеле, така се обидам да живеам. Ама реалноста е дека фалам на Господ за овие телефони кои што ги имаме, ама влијаат врз нашето памтење. Затоа што почнуваме да забораваме некои работи кои сега веќе се надеваме дека има некој друг кој што ќе памти наместо ние да паметиме некои работи. И кога зборуваме за заборавање, за памтење, има една болест која што предпоставам повеќето од вас сте слушнале, некои од вас можеби сте имали искуство од прва рака со тоа болест, која што се нарекува амнезија. Се слушнале сите за амнезија. Амнезија е болест која што оној кој што ја поседува, всушност го губи своето сеќавање, го губи своето памтење или најчесто постепено, ама личноста доаѓа до момент во кој што не ги препознава луѓето околу себе. Има некој од вас кој што имал дома човек со амнезија? Деменција? Баба имаше деменција? Значи, многу е тешко да се најдеш особено ако некој домашен ако ти е. Уште поише боли. Кај што личноста која што ја има оваа болест, едноставно веќе не се сеќава на тебе. И тешкото е во тоа што сакаш да им помогнеш, но нема шанси како да помогнеш. Јас знам баба ми, мајката на мојата мајка, која што живееше со нас последните неколку години од низиниот живот, кој живееше со нас имаше деменција. И покрај другото имаше многу лошо сеќавање. Мислам, скоро на ништо не се сеќаваше покрај другото. Деменција не е само тоа, деменција не е само губење на сеќавањето, кој многу поише, ама покрај другото го губеше сеќавањето. И на моменти на мајка ми наместо да рече керко, и викаше мајко. Бидејќи мислеше дека мајка ми е мајка неа. Некој па знаеше да вика тетко, пошто ја потсеќа на тетка и нејзина.
И така натаму. И многу беше лошо. Ама кога човек има амнезија, кога човек има проблеми со памтењето, деменција или што и да е, кога се поврзани сите тие, кој има проблеми со памтењето, му го оттежнува функционирањето. Не може човек да функционира и да се поврзува со околината околу себе. Веќе не ги препознаваш, не препознава својата ќерка, својот син, своите внуци и така натаму. И е доста тешко. Ама како што има амнезија во секојдневието и некои луѓе или имаат проблеми со памтење и така натаму, не зборам за памтење, заборив кај ми се кучевите. Ова амнезија е многу поише од тоа. Значи буквално не знаеш кои се луѓето околу тебе. Ама како што луѓето за жал некој пат боледуваат од амнезија во секојдневието, за оваа амнезија за која што збориме сега, некој пат ние христијаните боледуваме од духовна амнезија. Духовна амнезија, ако може да ја даеме дефиниција на оваа појава, е појава при која забораваме што се Бог направил во нашиот живот. Толку многу работи направил во нашиот живот, ама кога, патем кажано, секој од нас е склон кон духовна амнезија, да си бидеме искрени. Секој од нас е склон кон тоа да заборави што се Бог направил за нас во нашите животи. И духовна амнезија не е нешто кое што, како обичната амнезија, кога ќе фати човек не може да се бори со неа. Духовна амнезија е нешто кое што може да се излечи. Ама ако ќе дојдеме некој пат во некоја криза во животот, ако ќе дојдеме некој пат кога ќе ни зашкрипи нешто некој пат во животот, ние како да забораваме на се што се случува, се што направил Бог во нашите животи. И кога забораваме на се што направил Бог во нашите животи, многу ќе ни биде тешко да функционираме како христијани. Многу ќе ни биде тешко да го живееме живот како Божји синови, како Божји ќерки. Зошто? Бидејќи некој пат ќе имаме некаков проблем, ќе имаме некаква неволја во животот и толку многу сме насочени кон тоа што е пред нас, што забораваме се свртиме позади нас и да речеме: чекаме да видам што Бог направи за мене. Ќе се сетите на израелците, кога Бог ги изведе од египетската земја, толку многу чуда направи кога ги изведе, дојде од Црвеното море и почна да се жалат. Зошто? Бидејќи има духовна амнезија. Абе луѓе, пред 5 сати Господ ви извади од земјата, што се вика. Нели се сеќавате што се Бог направи за вас, сигурно почнувате да кукате. Ама некој пат и нас не се дешава тоа. И не се случува тоа. Бог направил толку многу во нашите животи, од толку многу ситуации ни избавил, од толку многу гревови ни избавил, и кога ќе загусти некој пат во животот, викаме: тешко мене сега во ситуацијава. Зошто? Бидејќи не се сеќаваме кој е Бог и што Бог направил за нас и кои се неговите ветувања. И духовната амнезија не е модерна болест. Духовната амнезија е нешто за кое што читаме во Стариот Завет. И тоа ќе го направиме и денеска. Денеска ќе читаме од неколку случаи во Стариот Завет, кај што израелците забораваат што е тоа што Бог го направил за нив. Забораваат што е тоа што Бог им го ветил и бидејќи забораваат, си имаат проблеми. Ке се сетите дека кога Бог им вети на израелците дека ќе им ја даде ветената земја, неговото ветување беше: ако ми бидете послушни, ако не ги заборавите сите работи што ги направи за вас, ова ќе ви биде земја во која што тече мед и млеко и ќе ви биде на благослов. И ќе има мир, и ќе има просперитет, и ќе има напредок. И тоа е Божјото ветување. Тоа Божјо ветување беше условено. Ако се сетите, ако не заборавите на мене. И причината зошто израелците и во пустината, и кога влегоа во ветената земја, имаа проблеми, покрај другото беше затоа што имаат духовна амнезија, затоа што вика ги заборавија Божите дела. И Библијата е книга во која што читаме некој пат за настани, за случаи, за работи кои што не ни се допаѓаат. Библијата е реална. Ги опишува настаните такви какви што биле. И една трагична случка која што мене не ми се допаѓа, трагичен настан, односно случување во Стариот Завет е запишан во книга Судии. Стариот Завет, отворете, имате пред вас Библија, значи книга Судии, 8 глава, 34 стих. И во книга Судии, 8 глава, 34 стих, пишува вака: Израелевите синови не се сетија на Господа својот Бог. Или некои преводи викаат: израелевите синови заборавија на Господа својот Бог, кој ги беше спасувал од рацете на сите околни непријатели. Сите си имаме ние стихови кои што викаме: овој е над најубавите стихови за мене во Библијата. За мене, овој е еден од најтрагичните стихови во Библијата. Луѓето кои што слушале за Божите чуда, како Бог изведе нивните татковци од египетската земја, кои што се населија во земјата, во ветената земја, кои што ги видоа Божите чуда со своји очи, вика заборавија на Господа. Не заборавија затоа што има буквално проблем со памтењето, туку затоа што не се сеќава, не се навраќа да речат: чекаме да видиме што е тоа што Бог го направил. Чекаме да видиме што е тоа што Бог ни го ветил. Чекаме да видиме што е тоа што Бог го бара од нас. И авторот вика: заборавија на тоа што Бог го направи за нив.
И токму овдека имаме пример за тоа што значи да се има, ако може така да речеме, духовна амнезија. Да заборавиме што е тоа што Бог го има направено за нас во животот. Што го направил, тоа што го направил вчера, завчера, пред 5 години, пред 10 години и така натаму. Израелците го направиле токму тоа, заборавиле на Бог и што друго може да биде резултатот, освен тоа што го пишува еден стих претходно. Вика, почнаа да одат блудно по Вааловци и го постави за свој Бог Ваалверита. Со други зборови, кога израелевите синови заборавија на Бог, почнаа да живеат во грев. Почнаа да странуваат од Божите патишта и од Божјата волја за нивните животи. Значи, духовната амнезија не е ситуација во која што имаме проблеми со памтењето. Духовната амнезија е ситуација во која што свесно или несвесно не се навраќаме на Божјиот збор. Не се навраќаме на Божите ветувања. Не се навраќаме на тоа што Бог има направено во нашите животи. Бидејќи тоа е на кој што исто така на кој што треба да се навраќаме. Пред сината на Божјиот збор, ние веруваме дека ова е Божјиот збор, ова е авторитетот. И кога велиме дека не треба да го забораваме, дека не треба да го заборавиме Бог, кога треба да се бориме со духовна амнезија, збориме за тоа, врати се на Божјиот збор. Не знам која ти е ситуацијата, кој ти е проблемот со кој што се соочуваш во животот. Ама не го заборавај Бог. Врати се и види што Бог кажал за тоа со кој што ти се соочуваш. Ако се обидува со своји сили да реши ситуацијата, ти веќе живееш во духовна амнезија. Со други зборови, Боже, батали што си кажал ти, и јас ќе ја средам ситуацијава. Јас имам врски, јас познавам луѓе, јас имам дарови, имам таленти, се познавам со се, и јас ќе решам ситуацијата. Бог вика, не, што и да е во животот, врати се на ова што јас го имам кажано, и ова нека ти биде почетна точка на секоја ситуација и на секоја околност во животот. И знаете, некој пат кога ги читаме ние овие стихови, викаме, види, израелевите синови не се сетија на Господ, тој ги спаси од рацете на околните народи, и се викаме, како не им е срам. Како не им е срам на израелците? Толку многу гледа Божи дела, толку многу читаа за Бог, толку многу слушаа за Бог и одеднаш не живеат во контекст на тоа што го слушнали, на тоа што го знаат за Бог. И ние некој пат знаеме се речеме, ја да сум на нивно место, никој пат не би направил вака. А прашањето дали на вистина? Дали на вистина никој пат не би постапиле како што постапија израелците? Зар не ни се има и нас случајно некој пат во животот да заборавиме на Бог? Не да заборавиме на Бог во стилот на тоа заборавам дека Бог постои. Не збориме за духовната амнезија, не е заборав дека Бог постои. Туку духовната амнезија е заборав на што се Бог има направено и на што се Бог има кажано. Некој пат и ние сме склонни да ги правиме тие грешки. Израелците, земете читате прва до 7 глава Суди, нели сега од 8 читавме, па дури 8 глава читате, во од време на време се наоѓа во некои незгодни ситуации, беа поробувани од околните народи и кога ќе се најде во таква ситуација ќе земе и ќе плаче кон Господ. Господе, те молам, прати ти некој да ни избави и така натаму. Господ ќе им прати човек и после некој време вика, го забравија Господ. Па пак ќе ги пороби некој околен народ. Па пак ќе бидат во робство, па после неколку години пак ќе почетава, замам Господе, направи нешто, избавено од ситуацијава, ќе ги избави Господ, вика ќе поминат неколку години, пак си тера по свое. Духовната амнезија на заборавањето на тоа што Бог направил, секој пат ќе води кон тој резултат, да си тераме по свое. И кога си тераме по свое, што друг резултат може да има, освен она што го има тука запишано во 33 стих. Грев, хаос, збунетост, буквално сеопш хаос во самата земја. И некој пат кога се чудиме зашто државата ни е таква каква што ни е и зашто има хаос, па еве го одговорот, заборавивме на Господ луѓе. Значи можеме какви сакаме ворачи да поставиме во државата, ако сме заборавиле на Господ и што Господ ветил и што Господ има за нас како народ, џаве ни е се. Верувајте, џаве ни е се. Тука е решението. Кога израелците паѓаа во кризи, кога израелците има неволја во својата земја, секој пат кога се вратеа при Господа, ситуацијата се подобруваше. И некој пат неволите кои што Бог ги дозволува во нашите животи, без разлика лично или на семено, што и да, тоа е Божја милост, бидејќи Бог вика, не ли гледаш дека сакам да те потсетам, врати се кај мене. Не ли гледаш дека сам кога одиш, кога удира со глава во зид, зидот нема да попушти, твојата глава ќе попушти.
Доста своеволно го живее животот, доста живее сам, врати се при мене, тргни таа духовна амнезија, подсети се на сето она што го имам јас направено и запишено како ветување за тебе. Интересната работа е што е во 5 глава Мојсеева, значи, ќе се сетите, 5 глава Мојсеева е или е второзаконие напишано во некои преводи, или е повторени закони. Ама станува збор за ситуација во која што Бог преку Мојсеј ги подсетува израелците на најважните работи кои што треба да ги имаат на ум пред да влезат во ветената земја. И во 4 глава 9 стих, во 5 глава Мојсеева, пред да влезат во ветената земја, каде што ќе има многу благослови, каде што ќе им биде супер, на почетокот барем, Бог им го вика следново на израелците, ги предупредува израелците. Вика, внимавај и чувај се добро, да не ги заборавиш делата што ги виде со своите очи. Нека не ти исчезнат од срцето во ниту еден ден од твојот живот, туку поучи ги за нив твоите синови и синовите на твоите синови. Со други зборови, она што им вика Бог на израелците пред да влезат во ветената земја. Немојте да заборавите што е она што јас го направив и ќе го правам за вас. И после, ако ќе земе читаме второзаконие, има некои последици кои што Бог им ги кажува. Ако заборавите, еве што ќе се случи. И токму тоа се случи со израелците. Ама овие зборови, немојте да заборавите, били упатени кон израелците пред илјадници години, ама се упатени кон тебе и кон мене денес. Немој да заборавиш што е тоа што Бог го има направено во твојот живот. Не зборам тука само за спасението. Тука зборам и за молитвата која што молеше пред недела дена и Бог те ја услиши и после 2-3 дена сосема заборави на тоа. Знаете, некој пат тоа ни се случува како израелците. Ќе бараме нешто од Господ. Господе, те молам, дај ми го. И Господ ќе ни го даде тоа, во смисла ќе интервенира во ситуацијата во која што се наоѓаме. И ден, 2-3 викаме слава на Господа, алелуја. И после ден, 2-3 забораваме, исто како ништо не се случило. И затоа Бог им вика на израелците, немојте да заборавите. Вика, стави ги во своето срце, поучувај ги другите поучувај ги своите синови, вика, и синовите на твоите синови, односно твоите внуци. Зошто, бидејќи така ќе се кружи моветот за Бог, за што се Бог направил, за како Бог интервенирал, и тоа ќе остане дел од семејството кои што идат во следните генерации. И ова е многу важно и за сите вие кои што имате семејство и кои што имате деца. Ова е Божјиот повик за вас. Не само што не треба да ги заборави за себе Божите дела, пренеси ги на твоите синови. Пренеси ги на твоите ќерки, пренеси ги на твоите внуци, на твоите внуки, бидејќи тоа е најдоброто наследство кое што можеш да им ги дадеш на своите синови, на своите внуци и внуки. Не кузне колку дебела сметка во банка, сега ќе има за цел живот. Ако можеш тоа, дај ми го и тоа, не викам не. Господ нека те благослови, нека го благослови. Ама најдоброто наследство кое што родителот може да го даде на детето е да му ги пренесеш Божите дела кои што Бог ги има направено во твојот живот. Се друго ако можеш да му дадеш, ако можеш, пак треба внимателно, окей, ама ова и те како можеш, и те како треба да се даде. И кога забораваме на сето нешто Бог го има направено во нашите животи, ќе престанеме да согледуваме важноста на Божјото присуство во сегашноста. Односно, кога ќе заборавиме кога ќе нема се сеќаваме на Божјите дела од минатото, на никој начин нема Бог да ни биде важен и во сегашноста. И ќе се обидуваме животот да го живееме со своји сили, и затоа вика Бог, пази да не заборавиш. Пази да не заборавиш. Ова е предупредување за тебе и за мене против духовна амнезија. Духовната амнезија е заборав на Божјите дела. Бог вика, прави што ќе правиш, немој да заборавиш. Бидејќи кога ќе почнеш да забораваш, моментот кога ќе почнеш да забораваш што се Бог направил во твојот живот, од какви се ситуации ти избавувал, ќе почнеш да странуваш далеку од Божјиот пат. И стиховите кои ме натера да размислам на оваа тема се всушност во Псалм 78. Имате Библија пред вас, отворете Псалм 78, пред околу 2 недели го читав. И кога читав Псалм 78, викам, еве го кој е често нашиот проблем како христијани, дека забораваме. И во Псалм 78 псалмистот дава еден краток историјат, кратко ја опишува историјата на израелците, како Бог ги извадил од египетската земја, како ги водел во ветената земја и така натаму. И вика вака во 11 стих, вика ги заборавија неговите добрини и чудеса, што им ги беше покажал. Пак зборува за израелците. Вика ги заборавија неговите добрини и чудеса што им ги беше покажал. И после вика чудесата што пред очите на нивните татковци ги направи во египетската земја.
во полето Танаос, го раздвои морето и ги преведе преку него и ги постави водите како мев. Дење ги водеше со облак, а по цела ноќ со огнена светлина. Разби карпа во пустињата и ги напои како од голема бездна. Со други зборови, вика псалмистот, Бог толку многу направи за луѓето, такви чуда направи за луѓето, и они ги заборавија. Повторно, еден од најтрагичните стихови во Стариот Завет. Луѓето заборавија што Бог направи за нив. И бидејќи заборавија што се Бог направи за нив, кога ќе земе да го читаме цел Стариот Завет, ќе видиме како они се поминаа и во пустината, и во ветената земја. Пустината и ветената земја требаше да бидат период на благослов за израелците. Не беа период на благослов, затоа што израелците заборавија. Заборавија на што се Бог направи за нив, во нив и преку нив. И како што амнезијата, не амнестија, како што амнезијата им попречува на луѓето, на баба ми која што имаше, односно проблем со сеќавање, или на вие луѓе кои што ги знаете, како што амнезијата им пречи на луѓето да функционираат во секојдневието, така духовната амнезија нам ни пречи да функционираме и да живееме како Божји синови и како Божји керки. И ако можам да кажам, како христијани боледуваме од духовна амнезија, имаме на склонност да правиме безумни одлуки во животот. Имаме некоја склонност да си го тераме животот така како што сакаме. Имаме склонност некој пат да правиме компромис со нашата вера, за да се снајдеме во одредена ситуација, да се снајдеме. Сетете се на Аврам. Бог му вети на Аврам дека ќе му даде потомци, така? Кои што ќе произлезат од него. Се сеќавате на тој дел. Океј, не мора да го читаме, значи. Бог му вети на Аврам се жалеше пред Бог, немам потомци, џаве си ми дал толку многу благослови, сакам потомци, Бог му рече, од тебе ќе произлезе народ. Кога Бог ќе каже нешто, Божјото ветување е да и амин. Кој сака нека прави, што сака нека прави во твојот живот, ако Бог ти ветил нешто, Божјото ветување е да и амин, и никој не може да се противи на тоа. Ама Бог му вети на Аврам дека ќе му даде деца, се уште Аврам немаше деца и ќе се сеќавате, вика, поминуваше покрај на област каде што имаше цар. Неговата жена беше невратно многу убава на Аврам, и Аврам вика го излажа царот дека Сара му е сестра, за да не го убијат Аврам и да не му земат жената. И добро си викам, добро бе Авраме, ако Бог ти ветил дека ќе ти даде потомство, а се уште го немаш тоа потомство, може ли некој да те убие? Као ти ќе го поправаш Божјото ветување со своите тактики, со својот ум, со своите планови. Ама што му се случи на Аврам? Аврам имаше некој како духовна амнезија, заборави што Бог му вети. Заборави што значи Божјото ветување во неговиот живот и си вика, кога ќе заборавам, дај да се снајдам јас на мој начин. Кога имаме духовна амнезија, кога забораваме на Божјите ветувања дадени во Божјиот збор, ќе живееме така како што ние знаеме да живееме. И знаеме кај го одведе тоа Аврам на ситуација. Во одредени ситуации. Друга работа е кога забораваме на тоа кој е Бог, дека Бог е на наша страна, дека Бог има ветување, дека што Бог направил за нас, склони сме некој пат да живееме во страф и во грижи. Друг пример за тоа е, сетете се на 1 Самуилова 17 глава. Давид и Голијат. Давид и Голијат, или сите ние памтиме дека Давид зема камчиња, губи, Голијат му осече главата и така натаму. Но пред да се случи сето тоа, вика, имаше една долина, од една страна беа израелците, од друга страна беа филистејците. И дојде вика Голијат од филистејците и им рече, пратете еден војник од кај вас, најакиот, ќе се борам јас со него. Ако јас победам, вие ќе ни бидете робови, ако вие победите, ние ќе ви бидеме робови. Фер, да не се колат многу луѓе, двајца нека се решат и нека заврши борбата. И 1 Самуилова 17 глава 24 стих вика вака, ова е реакцијата на израелците. Вика, избегаа далеку од него и страв ги опфати. Луѓето почнаа да се плашат. Израелците почнаа да се плашат од овој Голијат. Патем кажам, бил доста голем човек. Значи, ја би се уплашил од него. Ама зашто се плашеле? Затоа што заборавиле дека Бог е на нивна страна. И кога заборавиле дека Бог е на нивна страна, се викаат, нема шанса и не го победиме овој. И доаѓа едно дете, едно тинејџерче, Давид, вика, чекај како може овој вака да зборува.
И стана и рече, ќе одам, јас ќе се борам со него. И неговите зборови во 46 стих вика: денес Господ ќе те предаде во мојата рака. Гледате која разлика. Мажишта големи кои што имаат искуство во борба, во војни, бегаат. Дете кое што со животни само се борело од тоа што знаеме, вика: ја ќе те стредам, бе, што е проблемот? Господ ќе те предаде во мојата рака. Зошто? Зошто израелците се плашеле? Зошто израелците се грижеле, живееле во страв? А Давид вика: ништо да ќе те стредам, ти не си проблем. Бидејќи овие имале духовна амнезија, заборавиле дека Бог е на нивна страна. Овој вика: Господ ќе те даде во мојата рака. И токму тоа и се случило. И верувам дека поентата, ја сваќате поентата. Кога забораваме дека Бог е на наша страна, ќе правиме гревови некој пат ќе лажеме за да се извадиме од одредена ситуација, некој пат ќе живееме во страв, некој пат ќе живееме во паника, некој пат ќе живееме во нервози и така натаму. Зошто? Бидејќи забораваме кој е на наша страна. Апостол Павле вика: како Бог е со нас, кој може да биде против нас? Со други зборови, да, ќе има многу луѓе што се против нас, ама што е важно кој е против нас? Не е важно. И како што Бог ги изведе израелците од египетската земја, Бог ни изведе нас од гревот, од смртта. И следниот пат кога ќе се бориме со гревот, треба да се потсетиме на Божите дела, да речеме: Бог ми го прости сиот грев. Ако сега сум во искушение да направам некој грев, Бог истиот Бог кој што извади од гревот, ќе ми избави сега од ситуацијава, ќе ми даде сила да кажам не на гревот. Како што Бог се грижеше за израелците во пустината, се што им требаше, се добија, така Бог се има грижено, се грижи и ќе се грижи за моите, за твоите потреби. Следниот пат кога имаш некаква потреба во животот, наместо да очајуваме, наместо да се нервираме, леле сега како, речеме: Бог ќе најде начин. Бог ќе најде начин како да се погрижи за ова. Добрата работа што духовната амнезија не е нешто кое што не можеме, ако може така да кажам, да го излечиме. Духовната амнезија е нешто кое што се лечи во нашите животи. И заборавот, не сме ние осудени да забораваме на тоа што Бог го направил во нашите животи. Ние забораваме бидејќи така одлучуваме, ако бидеме искрени, свесно или несвесно. Дека не се навраќаме на тоа што Бог го направил. Но решението е Псалм 103:2. Каде што ќе се сетите, ова е многу познат стих, каде што вика псалмистот: благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги сите добрини кои што тој ти ги има направено во животот. Ви предизвик за следниот период од животот, следната не. Многу една реченица. Лесно се памти овој стих, ама запамтете го. Псалм 103:2. Благословувај го душа моја Господа и не заборавај се што тој има направено за тебе. Како можеме да го благословуваме Господа? Ако се сетиме што Бог направил. Зошто некој пат не го благословуваме Господа и ни е тешко да го славиме и ни е тешко да му дадеме чест и почит како што заслужува? Бидејќи забораваме што се направило за нас. Бидејќи сме толку многу насочени на проблемот сега што забораваме на тоа што Бог го направил вчера. Благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги сите негови добрини. Псалмистот бил свесен дека може да заборави. И тоа е добро кога сме свесни дека може да забораваме. Ние некој пат се маваме во град и викаме: јас никој пат нема да заборавам што Господ направил за мене. Нема да бидеш многу сигурен или сигурна во себе. Потсетувај се. Врати се на Словото, врати се во својот живот и потсетувај се што е она кое што Бог го има направено за тебе. И затоа во контекст на ова што го вика псалмистот 103 псалм 2 стих, дека треба да го благословуваме, дека треба да се навраќаме на Божите дела, верувам дека пред се над се ова е повик: врати се на ова. Благословувај го душа моја Господа и уживај во Божиот збор. Читај во Божиот збор. Пребивај во Божиот збор. Насладувај се во Божиот збор. Така ќе се потсетуваме на Божите дела. Пред се над се. Но има уште еден начин на кој што може да се потсетиме на Божите дела, бидејќи Божите дела кои што Бог има направено во твојот живот не се запишани тука. Се ова што го читаме овдека е искуство од втора рака, ако може така да кажеме. Бог действува во нас и така натаму, ама ова е што му се случило на Аврам, на Давид, на Петар, на Павле и така натаму. Слава на Господ за тоа и ова е Божјот збор и тоа ќе ги менува нашите животи. Но Бог има направено нешто и во твојот живот, не само во животот на Петар. Бог има направено нешто и во мојот живот, не само во животот на Павле. И затоа, кога збориме за тоа како да се бориме против духовна амнезија, зборуваме за тоа дека треба да се вратиме на Божјиот збор, но треба да се вратиме и во нашето минато, на се што Бог направил за нас. Добра
практика, ако сакате применете, ако сакате не ја применувате, ама некој пат сум го спомнал, мислам ова, треба да почнеме да се запишуваме што се Бог направил за нас. Земи, ако сакаш парче хартија, ако сакаш земи тетрадка, ако сакаш земи дневник, почни да водиш дневник, тоа си е твоја работа. Како сакаш направи тоа, ама предизвикот е, почни да запишуваш што се Бог има направено во твојот живот. Ако можам така да кажам, направи еден каталог на Божите дела во твојот живот. Запишувај одговорени молитви, ситуации во кои што Бог интервенирал, ситуации од кои што Бог ти избавил, ситуации во кои што си бил во искушение да направиш некој греф, Бог ти дал сила да не го направиш тој греф и така натаму. Почни да запишуваш. Така ќе се потсетуваме на Божите дела и нема да дозволиме да дојдеме во ситуација на духовна амнезија да заборавиме што е нешто Бог го има направено во нашиот живот. Во Стариот Завет, ако веќе сме во Стариот Завет, ајде да останеме во Стариот Завет до крај. Во Стариот Завет имало една многу интересна пракса која што некои луѓе практикувале, особено пред да влезат во обетената земја и при почетокот кога влегле во обетената земја. А тоа било, мада се случувало и откако биле во обетената земја години понатаму, ама повеќе се случувало претходно. Луѓето знаеле да му градат олтари на Бог. Ке се сетите од време на време, вика, ќе дојде некој на одредено место, Бог ќе му се објави, Бог ќе направи нешто за него и вика и му изгради олтар, вика го повика Господовото име и му изгради олтар на Бог. И кога збориме за олтар, не збориме сега дека, не знам, малтер или мешар или што и да е, станува збор за земјата на купче камења, ги ставаат, на куп ги ставаат камењата и викаат тука го повикав Божјото име, или тука Бог ме услиша, тука Бог интервенираше во мојот живот и ова купче камења ме потсеќа на тоа што Бог го има направено за мене во таа ситуација, во тој ден и така натаму. Во Исус Навин 4 глава, последните 4 стихови, прочитајте ги дома, уствари дава пример за такво нешто. Вика Исус Навин, кога влегува веќе во ветената земја, нели кога почна да влегуваат во ветената земја, зема 12 камења, толку колку што има израелски племиња, вика ги постави на едно место и им рече: кога ќе ве прашаат вашите синови што е ова, што се овие купишта камења, ќе им кажете: ова купче камења не потсетува дека Бог ни ја даде оваа земја, и дека оваа земја ја освоивме со негова сила, со негова помош. Сега, повикот за нас денес не е ние да градиме олтари. Буквално земе се купишта камења да градиме. Барем не буквално. Ама јас верувам дека повикот за нас денес, за да не ги заборавиме Божите дела, за да се бориме против духовната амнезија, е да си градиме олтари, ако можам така символички да кажам. Односно, кога Бог ќе направи нешто во твојот живот, најди начин како да го запамтиш тоа. Не оставај го тоа на слава ти Господе 2-3 дена и после тоа сосем да го заборава. Туку најди начин, дали ќе го запишуваш тоа? Не знам, како знаеш? За израелците тоа било градење на олтар. Ова ќе не потсеќа на Божите дела. Пак ќе речем, за нас може да биде ќе го запишам тоа што Бог го направил во мојот живот. За после недела 2-3 и така натаму ќе се навратам, да некој пат ќе си пролистам и ќе речам: види како Бог ми услиша таа молитва. Види каква ситуација се наоѓав и види веќе не сум во таа ситуација. Фала на Господ. Така ќе се бориме против духовната амнезија, читајќи го Божјиот збор и навраќајќи се на Божјите дела во нашиот живот. И библиски гледано во контекст на Псалм 103, верувам дека може да кажеме дека кога се сеќаваме на тоа што Бог го направил Бог, тоа ќе не води кон славење на Бог. Не можеме да очекуваме да го славиме Бог ако не се сеќаваме на се што направил тој. И славењето на Божите дела всушност од минатото. Збориме за тоа што Бог го направил во минатото. Се разбира, ова сеќавањето на Божите дела не значи дека ние треба носталгично да се наваќаме во минатото. Колку беше убаво порано. Како што знаат возрастни да кажат колку беше убаво во времето на Тито. Во време на Југославија супер беше. Не, Бог не повика носталгично да се навраќаме на неговите дела. Туку само да се потсетиме. Се потсетам што е тоа што Бог го направил, бидејќи Бог може истото и денес да го направи. И затоа сеќавањето на Божите дела од минатото ја зајахнува мојата вера во сегашноста. Да знам дека нема потреба да се плашам, да знам кој е на моја страна и кој е со мене во животот. И духовната амнезија може да биде фатална за нашите животи. Ако почнеме да забораваме се почесто и почесто, не се сеќаваме со цел, со намера на тоа што Бог го направил, со тек на време не би ме чудило ако отпаднеме од верата. Некои луѓе кога ги гледаме во црква и после некој време гледаме дека не се ни во црква, па дури не се ни во верата, се прашуваме зошто. Мислам дека се почна со духовната амнезија. Забораваш кој е Бог за тебе, што Бог ветил и што Бог направил
во твојот живот. И од духовната амнезија има излезот е Псалм 103:2. Благословувај го душа моја Господа и не заборавај ги сите добрини кои што тој ги има направено за тебе. За тебе, за твојот дом, за твоето семејство и за твоите ближни. И нека Бог навистина ни даде да живееме таков живот. Живот на сеќавање, а тој живот на сеќавање секој пат ќе води во живот со благодарност. И тоа е прав живот. Тоа е оно кој што Божјата волја за нашите живот. Да живееме животи исполнети со благодарност.